Poštovani колеги и пратеници, Владко може да седи тука цел ден, защо ти се яваш сега таму? Владко може да седи цел ден и да му тече времето, не мора да збори, може да молчи. Не е пуштено, не беше. Па остави и да е пуштено, що останува на говорница, се пушта мерач на времето. Пушта. Благодарам, почитувани колеги и пратеници, почитувани представници на владата. Би замолил, ако може за оваа тема да се сослушаме, би замолил за оваа тема ако можеме и да се разбереме, би замолил за оваа тема исто така и да бидеме будни, затоа што мислам дека состојбите апсолутно не се добри и секојдневно се влошуваат. Ке ви прочитам неколку статистики, почитувани присутни, кои што треба нас заеднички како општество да не загрижат во секое мало, во секоја општина и во секој град. Внимавајте, почитувани присутни. На интернет сега погледнав, има различни статистики, но околу 40 до 50%, внимавајте, околу 50% од профитот на овие коцкарници, казина и сите останати фирми, простори и слично, доаѓа од луѓе кои што се зависници од коцкање. Луѓе кои што се соочуваат со приватни банкроти, луѓе што ги губат своите имоти, што ги губат своите станови, куќи, автомобили, накит и така натаму и така натаму. Погледнете што се случува во Македонија. Нема населба во Скопје, каде што веќе не ни дојде овие казина, каде што не дојде овие коцкарници и сето останато. Кој профитира од сето тоа? Неколку луѓе. Кој е губитник од сето тоа? Илјадници, стотици илјади луѓе, почитувани присутни. Луѓе кои што имаат по 200, 300, 400 евра платија, кои што пола плата им оди за тоа. Ние сме повикани, почитувани колеги законодавци, да го браниме јавниот интерес. Би сакал да ви прочитам една статистика која што се базира на една сериозна студија. Има огромен број на студии, но времето не дозволува, ќе ви прочитам една студија и се однесува помеѓу другото исто така и ќе ви кажам на кој начин се однесува и во делот на насилство во домовите и семејно насилство, насилство против жени и се останато. Внимавајте ја статистиката, пресликајте ја после тоа во вашите мала, во нашите мала низ цела Македонија. Кога ќе се отвори едно казино некаде. Значи, ова е студија од Соединетите Американски држави, двајца професори се, едниот од Универзитетот од Чикаго, Дейвид Мастерд, а вториот е Ерол Грилс, тој од Бейлор Универзитетот од Тексас. Значи, во еден момент, кога ќе се отвори едно казино, во рок од 5 години, во радиус од неколку километри околу тоа казино, внимавајте ги бројки, бе, колега. Значи, во рок од 5 години околу тоа казино, бројот на разбојништва, плячкање со оружје се зголемува 136%. Бројот на агресивни физички напади се зголемува за 91%. Бројот на ограбени коли, значи коли во кои што имало провала, се зголемува 78%. Бројот на провали се зголемува за 50%. Бројот на кражби се зголемува на 38%, бројот на силувања се зголемува за 21% и бројот на убиства се зголемува за 12%. Значи, уште еднаш, ако погледнете, се оди нагоре, сите социјални патологии одат нагоре. Разбојништва, агресивни напади, физички напади, ограбени коли, провали, кражби, силување, убиства. Се зголемуваат личните банкроти, се зголемува семејното насилство, се зголемуваат нападите врз жени. Се случува катастрофа во таа микросредина. Каде се наоѓаме ние сега како Македонија? Ние како Македонија во моментов се наоѓаме во ситуација каде што нема мало, каде што нема казина и коцкарници. Па појдете
во некое мало населено место со 2000-3000 жители, појдете во Волково, појдете не знам во Стајковци, појдете во Сарај, појдете било каде, ќе го видите се това. Појдете на Партизанска, ќе видите 20. Има ли, почитувана господја заменик министер, еден случај најдете ми, каде што изминативе 3 години, затоа што малолетник бил во објектот, тој објект да бил казнат? Предпоставувам дека нема, демантирајте ме. А гледаме секој ден малолетници, деца од 14, 15, 16, 17 години ни влагаат по вие казина, коцкарници, игри на среќа и се останато. Место да ги трошат парите на школа, место да ги трошат парите за книги, место да ги трошат парите за компјутери, ги трошат на коцка. Најдете ми еден случај изминативе 3 години каде што објект бил затворен затоа што бил малолетник таму. Апсолутно нема. Нема. И чии деца се таму? Сите наши заеднички деца се таму. Кој профитира? Неколкумина. Кој ги сноси последиците од сето тоа? Семејствата, локалните заедници, целата држава. И дали ние ќе бидеме одговорни луѓе или ќе бидеме луѓе кои што ќе одбереме другата страна? Јас велам, ајде да бидеме одговорни луѓе. Би сакал да го повторам ова што беше кажано пред малце од колегата Димовски. Почитувани присутни, почитувани пратеници од власта, особено од СДСМ, мислам дека е скандалозно, и мизерно тоа што владата во заминување еден ден пред техничка влада, еден ден пред Зоран Заев да си замине од премиер, распишува тендер, внимавајте, или доделува тендер во висина од 402 милиони денари за 1500 коцкарски машини. 1500 коцкарски машини. Па знаете ли што значи тоа, почитувани присутни? Поделете тоа 75, 80, 85 општини. Тоа ви се по 20 апарати по општина. 20 апарати по општина на ниво на Македонија. Тргнете ги овие помали во општини што имаат 4, 5, 6, 7, 8 илјади, додајте ги на големите, тоа значи дека во секоја од скопски овие општини ќе имате по 100 нови апарати. Кој ќе ќарува, па знаеме кој ќе ќарува, знаеме кој е главен во оваа држава, кој пали и гаси, кој ги собира сите можни профити и кој е замешан како мирудија во сите бизници. Дали ова направено со знаење на ЗЗ и ВЗ? Внимавајте, на 2 јануари, пред 10 дена, де факто вчера, еден ден пред техничката влада, вие велите Еврогеймс 6,5 милиони евра, а после тоа за амбиенталниот воздух и речете па нема пари, 2 милиона евра има годишно. А ваму за коцкарски машини 1500. 1500. 20 машини по општина. По помали во општини нека бидат по 4, 5, 6, 7 општини. Тоа значи во големите општини ќе бидат по 100 коцкарски апарати. 100 коцкарски апарати во аеродром, 100 коцкарски апарати во Чаир, 100 во Куманово, 100 во Сарај, 100 во Карпош, 100 во Центар. А знаете кои се последиците од сето тоа? Еве ги има во секоја можна студија. Депресија, на моменти има и самоубиства, изолација, анксиозност, зголемување на долги лични банкроти, проблеми во бракот и семејството, проблеми на работно место, алиенација, проблеми со алкохол, дрога и лекови. И чија страна ние ќе одбереме, почитувани присутни? Ние ќе одбереме страна на ЗЗ и ВЗ или ќе одбереме страна да го браниме и штитиме во општество од се и се што му се приредува? Со друг еден закон на кој што најмногу инсистира СДСМ, сака да ни направат Колумбија во Балканот. Да ни ги донесат сите можни белосветски мафијаши и кој што сега имаме коцкарници и казина во секое мало, така да имаме дрога
и се што во секое мало, и затоа во Скопје имаме секој ден пукање на улица и пресметки, како да сме, не дај Боже, Колумбија на Балканот, а очигледно е дека тоа стануваме. На тоа ни се сведе државата со оваа влада која што една фабрика не ни донесе. Катастрофа, катастрофа, катастрофа. Немам зборови.